Тоа беше приказната на Мери Јордановска за Армандо. Голем е бројот на деца кои се во судир со законите. Тешко е да се каже дека тоа е нивна вина или дека се родени да бидат криминалци. Често тие се само жртви на сиромаштијата, запоставени од родителите, но и од институциите. За состојбата со која се соочуваат овие деца во системот, Сашка Цветковска. Да бидам стрекна во животот, да имам некој ме помогне да се разбирам со проблемите со татко ми. Ова девојче и сосема мали работи би го направиле срекно, како скромна куќа или било каква чесна работа. Сега ете, се мачам, просам, барам од луѓе, тоа ти е. На улици спијам понекош по мостови. Животот не бил милостив со неа. Мајката починала, таткото ја запоставувал, па дури и силувал во време кога државата е нејзин старател. Родена е во Велес. Од домот за бебиња во Битола ја носат во 11 октомври во Скопје. Следат проблеми во однесувањето, бегање, просење, ситни кражби. Државата ја сместува во воспитно-поправниот дом 25 мај во Скопје. Местото во кое ова девојче седи 8 години до своето полнолетство. Цело живот сум гледала само тепање, малтретирање, продавање на проститутија и мачење. Бегав најначното што насенците ме тепаја, ме гњавеа, ме вреѓаја, таква си, роспија си, не носиш пари, цигари, тие работи. И многу ме тепа и се жалев и полиција и секој ден не ми помогне општо. Тие работи со што бегав, заради тоа. Грубост наместо воспитување, запоставеност наместо ангажман околу незината рехабилитација. Таков е домот во незината меморија. Можела да излегува кога сака, да оди каде сака, да проси, да краде, да скита. Дрогата во домот ја закопувале во дворот. Проституцијата не била ретка појава. Па доаѓаат луѓе од странство, примерно од Штип, Гостивар, сегде ги носат девојчината да ги продаваат, па ги враќаат. И пари им остават секогаш, телефони, јадења, тие работи, да не останат гладни, сегаш. Девојчињата? Да, а на машките... Воспитувачите знаеа за ова? Не, кодемек не знаат, а они знаат, сегаш ти чутат, траат. А што велат оние чија задача е од овие деца? Да создадат пристојни луѓе. Ви кажувам, не со желба да обвинувам никого, меѓутоа не би сакал да бидам погрешно сватен. Деца во комуникација секогаш се жалат. Имаме една ситуација каде што јас апсолутно сум свесен за сите напори што ги вложуваат вработените во овие домови и да кажам бончовечки напори што во нивната рехабилитација. За жал имаме несовесни родители кои буквално ги тераат децата. Имаме многу ред на примери каде што буквално биле одзимани од институциите за да би ги вратиле на улице. Но која е вистината? Од детската амбасада меѓаш вела дека низ годините работа слушнале многу потресни приказни од домовите. Имаме многу дојави од самите штитеници на овие институции дека има насилство од постарите штитеници на децата, а и од воспитувачите. Ние работевме со нив и работиме со нив. Тие низ разни форми на форум театар кажуваат што им се случува. Тоа е многу едноставно. Тоа може да го видат и луѓето кои работат во државните институции. Приказната нова девојче е приказна на многу деца со проблеми во воспитувањето. И таа, како многу нејзини познаници од домот, била напуштено, запоставено дете, но и жртва на насилство. Шансата да стане човек со пристојна иднина требало да ја пружат во домот. Сега, без образование, со полни 18 години е на улица. Се труди да не погреши пред законот, но се уште проси. Кој ме прашал како ми е? Оди социјалното ми каде губи се. Немаш право да земеш ни социјално, ни тоа да плаќаме. Ништо, не ми дава. Ајде губи се, така ти. Да, мрш, ајде, или полиција ќе ти викнат. Ќе ме пада за коца, ќе мудрат. А незината представа за среќа во животот останува скромна. Да можам си најдам нека работа. Тоа би сакала во животот да најдам. Оти вака ми е мучново више. Што би дал Господ тоа, дали чистачка, дали што било, само да не е на лоши работи. Децата престапници на законот до неодамна беа казнувани во затвор во Шутка, често измешани со стари криминалци. Па таму наместо да се воспитуваат во здрав дух, се обучуваа како да бидат вистински криминалци. Сега овие деца се во нова казнено-поправна установа во Велес. Подобро е, но дали и тоа е вистинското решение? Гледаат телевизија.
понекогаш играат кошарка или седат во собите. Звучи вообичаено, но за децата престапници кои одлежуваат казна затвор, деновите не поминуваат лесно. Тука устоите се за мене многу тешко. Некако не можеме тука да истъпим. Тешко многу. У мала просторија сме. Нема работа, што да се работи, да не мине ден. И сега се веќе у куња, работам си, па ми некако мине денот за работа. И за понатам не знам што ќе се деси. Ова дете почнало со ситни кражби. Родителите му биле на работа во една од соседните земји. Престанало да оди и на училишта. Слична приказна има и ова дете. Почнав со другари да се дружам. Со нив шетав, крадевме, заедно, не си одевме дома. Затоа сум тука. Ние бевме најмалку 5-6 души ќе се соберевме. Ќе одевме некој бутик, ќе скршев, најде што ќе зевев, се облече. Само цејари и пари ќе зевев. И двајцата се каат за сториното, но би им било подраго, доколку не добиеле толку строга казна. Ја знам има деца, панат ги, алфите носат ги суд за онак, доје мајка му, подпиши се веќе дека нема да крае. И го пушти. Дај му таму година-две рок, ништо да не крае. Условно, да. Така можеш и на мен директно. Дома беше. Ама ништо она не знаеше. И не и кажале полицијата, не известиле за дом. Една недела не е дома кажано дека сам у дом, од полицијата не е известен. Никак. А дали можело поинаку? Дали е затворот решение? УНИЦЕФ и Европската комисија работат на проект за малолетничка правда. Помалку казни затвор, а повеќе работа со децата. Putting children in a jail should be the last resort, meaning that we should have exhausted all other possibilities. We should have tried anything else possible, and if it doesn't work, it should be our last resort and for the shortest time possible. And as you mentioned, very often these are misdemeanors, these are very small offenses. Доскоро децата престапници лежаа во затворот во шутка, заедно со старите затвореници. Поминаа години и под силен притисок на меѓународните институции, овие деца се преместија во воспитно-поправниот дом во Велес. Но мора уште многу работи да се менуваат. Дополнителна сензибилизација на воспитно-образовниот кадар во овие институции. Значи, тоа е барат дополнителни вештини каде што и максимална посветеност и живот со тие деца за да ги споделат подеднакво проблемите и по напуштањето на институциите мора да се следат овие деца како тие ќе се снајдат на кога се надвор од институциите, затоа што повторно ќе кажам многу мина од нив стануваат жртви на криминални банди. Овие деца не знаат што да прават со себе, немаат образование, немаат вештини, сакаат да излезат, но не би знаеле што да прават понатаму. Не, мислам до 18 треба да седам и јас сакам да продолжам со школата, повеќе да седам, да завршам школа. Јас тога ќе излегнем, неќе мога да ми се повтори тажба, да паднам по окривот. Сакам да бидам чиско ќе излегнем. Јас пак ќе го излегнем, тешко. Би сакале да бидат корисни, да работат, но кој е ризикот? Ако институциите кои работат на нивната рехабилитација не им го овозможат тоа. Во затвор главен проблем е што децата по напуштањето на затвор не добиваат никакво образование за да можат кога ќе го напуштат затворот да имат каква така диплома, сертификат за да можат вештините кои ќе ги стекнат да ги практикуваат, да имаат самоодржливост, значи да не бидат повторно жртви на постари криминални банди, каде што ќе ги вклучат повторно во криминал, едноставно да бидат обучени да можат самите да обстојуваат. Истото тоа се однесува и за институциите од отворен карактер, и за воспитно запоставени деца, и за деца кои се оставени од страна на родителите. Значи, недостасуваат програми каде што децата по напуштањето на институциите ќе можат да имат екзистенција, кои ќе бидат прекупирани, обезбедени со вештини знаења, за да можат да не бидат зависни од институциите, да може самите да си ги обезбедуваат своите екзистенцијални средства. There was an old saying which said one of the most expensive ways of increasing the number of criminals is to put children in jail. Сега се менуваат законите. Ке треба да се работи повеќе со децата престапници. Ке треба да се следат и оние кои не погрешиле, но се во ризичните групи. Воспитувачите ке мора да се обучуваат за да бидат тоа.
Но само праксата ќе покаже дали оваа реформа на вистина ќе се случи. Толку за денеска. Ви благодарам за вниманието. Од наредната недела се посветуваме на борбата против сиромаштијата и за тоа како со тој проблем се справуваат европските држави и што прави Македонија.